Здраво, добре дојдовте во Cool Stars, потрагата по нашиот финалист се наближува кон самиот крај. Денеска ќе ги погледнеме вашите хумористични видеа. И во наредната емисија ќе прогласиме кој е финалистот за ова шоу. Со нас е Кирил, Дарко и Јан. Дечки, дали сте спремни да ги коментираме нашите хумористични видеа? Вие дали сте спремни? Ние спремни сме. Секогаш. Кој прв? Прв ни е дебелиот крај. Јас прв? Прв дебелиот крај. Први се дебелиот крај, Што да кажам, смешни дечки, дебели смешни дечки. Ми се допадна тоа со пановите. Прочекавме тоа да дојде. Да, многу ја ги имам видено и во нивни претходни видеа дека го прават тоа. Да. Но во секој случај право место на право време го искористија моментот со идејата на пановите и тоа со Алфред беше фантастично. Алфред и слугата супер, браво. Топ. Дар супер, да, се слагам скроз, исто мислен имам. Пановите во прав момент се појавија и ги чекавме, ги очекувавме дефинитивно. Да, и апсолутно заслужено дебелиот крај си го додаваат епитетот фантастични. Уште едно нешто многу ми се допадна кај дебелиот крај, баш дискутиравме со моите колеги од стручното жири пред почетокот на емисијата, а тоа е дека покажа почит и комплимент за еден од своите колеги со оној момент дај да не правиме битбокс, има еден многу бољи од нас, значи тука му даваат кредит на Боби и тоа е многу кул и ептен другарски. Тоа е супер. Добро, дебелиот крај. Сега сега ќе видиме што ќе ни кажете за нашиот идол GP. GP во ова видео покажа дека на вистина е креативен, прекреативен. Не очекував да направи таква монтажа со Idol. Тоа што беше и на вистина добро ги исекол материјалите, добро го споил и таа песната. Во секој случај од 1 до 5, GP, браво, добро ти текна. А покажа 10. 2 петки. Интересно видео, добро склопено, GP уште нешто кажа дека е многу креативен и супер се снајде и во ова хумористично видео. Нема што повеќе да додадам, браво GP. значи на сите ви се свиѓаше GP. Да. Хајде да видиме што ќе кажа за Стефанатар. Па ја не сум многу голем фан на Twitter, така да имаше некои шеги кои ми се допадна, некои не толку, али се на се, мислам дека можеше малку подобро. Да, и јас не сум фан, не користам Twitter, меѓутоа овој концепт на читање твитови ми е малку излитен, мислам дека Стефанатар можел подобро да направи овој пат. Стефанатор си требал малку повеќе да се потрудиш, ти кажа и колегиве. Тоа е веќе видена работа, да читаме вицови или твитови. Смешно е, да, но сепак кога ќе се потрудиш малку повеќе, како во претходниот челендж, кога се потруди да направиш нешто, затоа ги доби моите позитивни оценки овој пат, малку мислам дека си ја сгрешил работа. Потврли малку. Да. Го искаравте Стефанатора и сега да видиме кој е следен. Борис Радев. Кире. Нема само да се сакаме, ќе се караме малку. Така е. Ајде. Кјотекот од реалот излезе. За Борис. Внучко Борис, не ти го разбра видеово. Видов таму некоја одбивност во ова видео, на вистина што не беше одговор на задачата која што ти беше поставена и не знам каков коментар да дадам. Ти единствено се надевам дека твојата порака стигна до тие што ги акцентираш таму. Така да. Добро. Дарко. Да, јас не го разбрав видеото, но не го разбрав, но дефинитивно не ми се допадна воопшто. Мислам дека требаше да направиш некоја зафрканција, некоја смешка за стварно да се насмееме, бидејќи мислам дека ако веќе во претходните челенџи не ти беа тука јака страна, мислам дека за зезање, за смешки секој може да даде малку повеќе. Да, ниту мене не ми се допадна видеото на Борис. Некоја негативна вибрација почувствував, но како што рече Кире, се надевам дека пораката која испраќа ќе стигне до правите луѓе. Барем беше искрен. Да. Тоа е добро. Добро, малку го искаравте Борис. Сега Сега да видиме Боби и неговото глувченце.
тука би кажал нешто повеќе. Морам да признам дека Боби е еден од ретките луѓе во Македонија кои што имаат такви можности и моќи со гласот. Ова со синхронизацијата на Глушецов мене ме воодушеви, дали можеби пошто јас сум во тие води и синхронизирам веќе цел живот серии, цртани и да не должам. Значи Боби може комотно да дојде во некоја установа и да почне да работи со гласот. Ете тоа нека биде порака до него ако се уште не е пронајден. Но мислам дека гласот е твојата најсилна моќ. Боби, ако не успееш во YouTube, Дојди Кира ќе средим. у турските серии. Јана што мисли? Боби, супер пристап, нешто ново, нешто различно. Глупчето е пресладко и мислам дека баш ми ја долови потенцијалната емоција што ја носеше глупчето. Многу добро. Да, Интересно, различно. се сложувам со двајцата, супер видео. Верен фан му е глупчето. Тоа бе коментарите за Боби Битбокс. За жал во овој преизвикни не дружат Андреј и Винкот. Не стигна на време да пратат видео. Но сите бевте одлични и фала. Не заборавајте да ги гледате видеата на YouTube каналот на Телеком. Иако гласаме со нашето жири, исто така гласаме и со вашите фаворити, односно прегледите кои што ги имаат на YouTube. Така да шернувајте ги нивните видеа. И се гледаме во следната емисија каде го откриваме нашиот Coolstar што ќе патува во Амстердам. Чао! Чао!